Време е за најновите информации од Велес и регионот. Еве кои се трите настани што ги издвоивме за денеска. Останете со нас. Врачени уверенијата на новоизбраниот градоначалник на Неготино Тони Дилков и на советниците во Советот на општината. 10 мигранти се откриени во товарно моторно возило на патот Гевгелија Неготино. 72 годишен велешенец загина во сообраќајна незгода во Демир Капија. Председателот на Општинската изборна комисија од Неготино Нетка Веселиновска денес им ги врачи уверенијата за избор на новоизбраниот градоначалник Тони Дилков од редовите на СДСМ и коалицијата и на советниците во Советот на Општината. Градскиот совет наредните 4 години ќе се соочуваат со 15 советници, каде мнозинството ќе го има СДСМ со 8, а ВМРО ДПМН е со 7 советници. Во Општинската сала во Неготино денеска беа врачени уверенијата за избор на градоначалник и советници во локалниот совет. Председателката на Општинската изборна комисија Нетка Веселиновска ги додели уверенијата на новоизбраниот градоначалник Тони Дилков од СДСМ и избраните членови на новиот состав на Советот на Општина Неготино. Новиот градоначалник се заблагодари на граѓаните за укажаната доверба и на советниците им посака успешна работа. Уште еднаш да се заблагодарам на граѓаните на Општина Неготино за одржаните фер и демократски избори, да се заблагодарам од овде на Општинска изборна комисија која што се изврши професионална својата работа, да му посакам успех на сите советници и да се надеваме и да се потрудиме сите заеднички да направиме една подобра и поуспешна Општина Неготино. Советниците со надеж дека во наредниот 4 годишен период ќе се залагаат за донесување на одлуки и решенија преку кои Општина Неготино ќе стане поубаво место за живење на сите граѓани. Најнапред да му честам изборот на градоначалникот Тони Дилков, исто така да го честам изборот на сите советници на Општина Неготино и се надевам дека во наредниот 4 годишен период ќе го направиме Неготино, Општина Неготино како подобро место за живење на сите граѓани на Општина Неготино. Воедно да упатам честитка до сите 15 избрани колеги советници во Советот на Општина Неготино, да се заблагодариме на Општинската изборна комисија која што се погрижи да целата постапка за одржување на изборите и изборниот ден и постапката потоа бидат во една фер, демократска и нормална атмосфера. Благодариме на сите граѓани за укажаната доверба. Единствено што можеме денес да порачаме е дека ќе ги дадиме нашите напори да Неготино биде општина со која што сите ќе се гордееме. Во градскиот совет наредните 4 години ќе заседаваат 15 советници, од кои 8 се од редовите на СДСМ, а 7 од ВМРО ДПМН. 10 мигранти од Сирија и од Пакистан синоќа околу полноќ биле откриени во товарно моторно возило со радовишки регистарски таблички на патот Гевгелија Неготино. 25 годишниот возач од Скопје е приведен и против него од основното јавно обвинителство ќе биде поднесена кривична пријава, информираат од СВР Велес. Откриени се 10 мигранти од Сирија и Пакистан во товарно моторно возило ноќеска на полноќ на регионалниот пат Гевгелија Неготино, информира секторот за внатрешни работи Велес. Мигрантите биле пронајдени во товарно моторно возило Peugeot Boxer со радовишки регистарски ознаки, управувано од 25 годишниот скопјанец АА. Од страна на униформирани полициски службеници од полициската станица од општа надлежност Неготино, возачот е лишен од слобода и за стореното дело против него ќе биде поднесена кривична пријава до основното јавно обвинителство. Во текот на минатата недела се откриени една царинска измама, обид за нелегален влез на мигранти и неколку обиди за криумчарење на разна стока, при што привремено се задржани девизи, паричници, бужутерија, фалсификати и друга стока. За ова информира Царинската управа на Република Македонија. Царинската управа на Република Македонија информира дека во текот на минатата недела се откриени една царинска измама,
обид за нелегален влез на мигранти и неколку обиди за криумчарење на разна стока, при што привремено се задржани девизи, паричници, бижутерија, фалсификати и друга стока. Задржани се 20.000 евра од грчки државјанин, куински ножеви, 24 матични плочи, паричници, килими, бижутерија, облека, делови за кафемати и друга непријавена стока на неколку гранични премини. Поради сомневање дека производите повредуваат права од интелектуална сопственост, те привремено задржани и согласно законските прописи ќе биде поведена постапка за утврдување на нивната оригиналност. Во царинската испостава Кавадарци е откриен обид за избегнување на плаќање увозни давачки со погрешно декларирање на потекло на стока. Против увозникот била поведена прекршочна постапка со мандат на казна. На граничниот премин Богородица царинските службеници во соработка со МВР спречија обид за нелегален влез на 13 илегални мигранти. Лицата и возилото биле предадени на полициската служба од граничниот премин за понатамошна постапка. Во сообраќајна незгода утрово загина 72 годишниот БТ од Велес. Незгодата се случила околу 6 часот утрово во Демир Капија на улица Партизански одреди пред куќен број 84, информираат од секторот за внатрешни работи Велес. 72 годишен велешанец загина во сообраќајна несреќа која се случила утрово околу 6 часот во Демир Капија на улица Партизански одреди пред куќен број 84, информираат од секторот за внатрешни работи Велес. Патнички автомобил марка Opel Astra со неготински регистарски ознаки, управуван од 47 годишниот МН, удрил во пешакот БТ кој се движел на коловозот во ист правец како и автомобилот, појаснуваат од СВР Велес. Од добиените повреди пешакот починал на местото на настанот, кое е констатирано од страна на екипа на итната медицинска помош од Неготино. Во присуство на јавен обвинител од основното јавно обвинителство Кавадарци, увид на лице место изврши екипа од полициската станица од општа надлежност Неготино. Велешани ги послушаа апелите на лекарите. Превентивно ја примија вакцината против грип. Од Центарот за јавно здравје за К1 телевизија велат дека последните количини од вакцината најверојатно ќе биде потрошена денеска. Голем интерес за имунизација со вакцината против сезонски грип во Велес. Од Центарот за јавно здравје за К1 телевизија велат дека последните количини од вакцината најверојатно ќе бидат потрошени денеска. Според планот, 800 дози имаше на располагање оваа здравствена институција. По возрастни хронично болни, но и лица кои секојдневно се изложени на комуникација со други луѓе во затворен простор ја примиле вакцината која што е тровалентна. Се работи за тротипна вакцина која што ги содржи трите вида на вируси. Тоа е H3N2, значи тоа е сезонскиот грип на северната хемисфера, H1N1, познатиот вирус порано кој што го имавме како свински, што беше познат, и типот Б. Значи тоа е тротипна вакцина и таа заштитува од сите три најчести типови предизвикувачи на грип. Слична е состојбата и со останатите општини кои се дел од Центарот за јавно здравје Велес. И таму предвидените дози на вакцина привршуваат. Доктор Трајкова вели дека засега не е евидентиран ниту еден случај на заболен од грип. Се уште немаме регистрирано случај на грип во нашата општина и во подрачните единици. Значи се уште не се регистрира грип. Меѓутоа не е исклучено да и самото време погодува за да се појави секако во овој временски период. Очекуваме од октомври до март, па и некогаш и до април да се појави грипот. Грипот е заразна болест која многу брзо се шири. Најчести симптоми се покачена телесна температура и малаксаност. Лекарите велат дека лицата кои што ја примиле вакцината многу потешко заболуваат од оваа болест.
Од утре председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов е во дводневна работна посета на Брисел. Иванов ќе се сретне со председателот на Европскиот совет Доналд Туск. Шефот на македонската држава в четврток ќе учествува на форумот за домашна и глобална политика, што се одржува во рамките на форумот Кран Монтана, каде што ќе говори на сесијата посветена на иницијативата Три мориња. Иванов во Брисел ќе се сретне и со белгискиот вице-премиер и министер за надворешни работи Дадие Рейндерс. Вестите од Македонија. Управниот суд уважи една од поднесените 28 тужби против приговорите на Државната изборна комисија за гласањето и сумирање на резултати од првиот круг од локалните избори. Станува збор за тужба од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ за поништување на гласање на избори за членови на Советот на град Скопје на гласачкото место 2461 во општина Сарај. Одлуките на Управниот суд се конечни. По одбиените приговори до ДИК, коалицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ поднесе 24 тужби до Управниот суд, а по една поднесоа ТМРО, Левица и Алијансата на албанците. По тужбите на партиите одлучуваат 5 судечки совети составени од по 5 судии, избрани по пат на ждрепка. Управниот суд дел од одлуките ги објави во текот на вчерашниот ден, но поради проблемите со IT системот, како што беше соопштено од судот, останатите 12 одлуки беа објавени ноќеск. На 29 октомври ќе се одржи вториот круг од локалните избори за избор на градоначалници во 35 општини. Според платежната статистика на Народна банка на Република Македонија, на крајот на јуни оваа година, блокирани им се трансакцијските сметки на вкупно 194.832 физички и 60.205 правни лица. На крајот на мај годинава блокирани биле 177.884 трансакцијски сметки на физички, а кај правните 61.353. Заклучно со 30 јуни оваа година, вкупниот број на депоненти кај физичките лица достигна 1.589.455, додека кај правните лица е на ниво од 123.401. Од вкупниот број на депоненти, кај физичките лица има 76.432 блокирани, додека со блокада се соочуваат и 36.021 правно лице. Оваа есен цената на јаболката е повисока од ланската. Неповолните временски прилики, како пролетните мразеви кои го зафатија овој вид култура, придонесоа за помал род годинава и поголема цена. На пазарите сортата Ајдарет се продава за 34 денари за килограм, додека минатата година изнесуваше 26 денари. Златниот делише се со 20% повисока цена, односно сега се продава за 33,5 денари за килограм. Црвениот делишес има најголемо поскапување и тоа за 45%. Сега се продава по 40 денари за килограм, додека минатата година се продаваше за 28 денари. Откупните цени на јаболките за екстра класа од црвениот и од златниот делишес се од 20 до 25 денари за килограм, а за ајдаредот 15 до 20 денари. Индустриското јаболко се откупува од 5 до 8 денари. Во воздушни напади на сириската армија се убиени најмалку 22 лица во градот Деир Езор, последното урбано упориште на исламската држава. Уште 30 лица биле повредени во нападите. Сириската армија со подршка на Русија освои дел од градот и околната област, која 3 години беше под контрола на исламската држава. Вестите од светот се на колешката Дијана Иванова. Каталонската администрација не ја испочитува забраната за референдумот, па затоа во петок шпанскиот совет ќе гласа за распуштање на владата на Карлос Пучдемон и одржување на регионални избори. Ден пред гласањето во Сенатот, каталонскиот парламент ќе одлучува за самостојноста.
Тамошните медиуми пренесуваат дека француски активисти веќе им понудиле за солниште на членовите на каталонската влада. Невреме во Грција. Поројните дождови и силните ветрови предизвикале огромни проблеми, пишуваат грчките медиуми. Поплавена била болница во градот Патра на полуостровот Пелопонес. Торнадо имало на островот Кефалонија во Солун. Сообраќајот се одбивало тежното. Во северниот дел на Грција врнело снег. Метеоролозите предвидуваат дека лошите временски услови во Грција ќе се задржат до четврток. Денеска имавме претежно облачно и студено време со повремени врнежи од дожд, особено во северните делови. На планините врнежите се од снег, а на повисоките места ќе се формира снежна покривка, особено во северозападните делови. И утре ќе дува засилен северен ветер и во текот на денот ќе има постепено намалување на облачноста. Потоа во наредните 2 дена времето ќе биде стабилно и суво со ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во пораст. И пред да го завршиме дневникот, во продолжение една занимлива вест. И додека едни ја освојуваат вселената, други градат подводни објекти. Во норвешкото село Бали се очекува да биде изграден првиот подводен ресторан во Европа. Норвешкото село Бали е местото каде неверојатно ќе се гради првиот подводен ресторан во Европа. Архитектите испланирале една половина од објектот да биде на суво, додека другата 5 метри под вода. Капацитетот би бил до 100 гости, а покрај за угостителство, истиот ќе функционира и како истражувачки центар за морскиот живот. Почитувани, ова е последната вест за овој дневник. Ви благодарам што бевте со нас. Пријатно и останете понатаму со програмата на К1 телевизија.